се ти предавам тебе, татко moj, se moje e tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh na mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, tatko moj, se moje e tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se moje e tvoje. Nebesen se vraćam pak kaj tebe. Mir vam. Oče naš koji si na nebesata, ti благодарам за твоята сила, за твоята милост, за твоята мудрост. Ти благодарам што ми ги отвараш овие слова. И секој што ќе ги слушне да ги допре, да го допре во срцето, да поверува во твоите живи слова. Словата кои даваат живот, кои се отелотворуваат во нас, кои не учат како да се вратиме во царството на духовите, во царството на небесата, кај нашиот небесен татко. Ти благодарам што и овој ден ме држиш здрав и исправен, што ми го отвори срцето за љубов. Прости ми за секој непокајан грев што сум заборавил да го исповедам. Им простувам на сите за и мене да ми биде простено. Никого не осудувам. И пред мене го гледам Исуса Христа како образец како да постапувам. Филипјаните, послание на апостол Павле до Филипјаните, најпрво 2 стиха 1-7. И право е да го мислам тоа за сите вас. Преку апостол Павле зборува духот на нашиот Отец, зашто секогаш ве носам во срце. Секогаш ве носам во срце, односно во срце. Во срце и кога сум во окови, и кога го бранам и утврдувам Евангелието. Значи апостол Павле го брани Евангелието. Од кого го брани? Зошто го брани? Тоа е добро прашање. Понатаму Филипјаните 1 глава 17 стих. А другите пак проповедаат од љубов. Проповедаат од љубов. Знаејќи дека јас сум поставен да го бранам Евангелието. Јас сум поставен да го бранам. Од кого да го брани? Па знаете, земјата, целиот свет лежи во зло, ние го знаеме тој стих. Ние знаеме дека сме од Бога. И кога ќе се соберат двајца или тројца во Негово име, во едно мислие, една душа, една мислие, кога се име заедничко, кога се собрани во името на Неговата љубов, тие прават слободна територија, духовна територија на љубовта. И тогаш напаѓа сатаната. И вие треба да ја браните, да го браните Светото Писмо. Например, сте се собрали, некој излегува од Писмото, изборува, не треба да се пости. И тогаш духот на нашиот Отец зборува низ вас, вие го браните Евангелието. Или дали треба да се тажи за умрен. Во Библијата пишува тажи 7 дни. Ако знаеме дека Исус ја победил смртта. Тогаш апостолите и старешините, дела 15:22, заедно со целата црква одлучија да ги изберат меѓу себе Јуда, наречен Варнава, и Сила, истакнати мажи,
меѓу браќата и заедно со Павле и Варнава да ги пратат во Антиохија. И со своји раци им го напишаа следново писмо. Апостолите, свештениците и браќата ги поздравуваат браќата од нееврејските народи што се во Антиохија, Сирија и Киликија. Дај Боже денеска христијаните да си пишуваат вакви писма. Христијаните православни во Грција, во Бугарија, во Србија, да си пишуваат едните на другите вакви писма. Знаете, тие денеска немаат љубов меѓу себе, го поделиле Исус. Но тоа е навистина она што ние го зборуваме да го браниш Евангелието. Црквата е една. Исус е главата на црквата. Тогаш за кои цркви поделени ние зборуваме? И кој ги поделил тие цркви? Писмото сме слушнале дека некој од вас на кој ништо не сме им заповедале, некој од нас, со зборови ве вознемириле и ги потресле душите ваши. Ке дојде некој ке ве вознемири со некое тврдење. Знаете, ако сте слаби во верата, ке ве лула секој ветер на лажните учења. Велејки ви да се обрезувате и да го пазите законот. Треба вака да прави, треба да се обрезувате, да се крстиш во вода, да се крстиш во ова, да се крстиш 3 пати, 5 пати, да скокаш по крстот. Да јадеш лепи вино, да постиш толку. Знаете, телесниот обред не значи ништо, но тоа е како на пониско ниво, дека денот му го посветуваш на Бог. Затоа, откако се собравме еднодушно, писмото, значи, Македонската православна црква до Грчката, која не ја признава Македонија, излегува протестира дека не постојат македонци. О, неразумни православци, кои штрајкувате, излегувате на протест да тврдите дека не постојат македонците. Затоа, откако се собравме еднодушно, одлучивме да избереме луѓе и да ги пратиме кај вас заедно со вашите омилени Варнава и Павле. Луѓе кои ги предадоа душите своји за името на нашиот Господ Исус Христос. Луѓе кои ги предадоа душите своји за името на нашиот Господ Исус Христос. Да ја предадеш душата своја. Кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја зачува. А кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. И така, добриот пастир ја дава душата своја за овците, за јагнињата. И така ние ви ги пративме Јуда и Сила, кои ќе ви го кажат тоа и усмено. Зашто Светиот Дух и ние. Пазете како решаваат христијаните. Светиот Дух и ние. Кои сме тоа ние? Собрани во Негово име, кои сме во еднодушни, едномислие, едно срце, една душа и се ние заедничко. Ако сме собрани во Неговиот Дух, во Негово име, во име на љубовта. Светиот Дух и ние одлучивме да не ви ставаме вам никаков друг товар, освен она што е потребно. Еве што е потребно во неколку реченици, да се воздржувате од месо принесено како жртва на идоли. Денеска се прават повторно некои слави. Дури и за световни, за христијански слави. Курбани. Исус ја даде својата крв, во него пребиваше нашиот Отец небесен, нема потреба повеќе од жртви. Но луѓето се држат до традициите. Евреите кога го каменуваат Стефан, велат тој сака да не ги уништи традициите. Тие се држат за традициите, а го распнуваат Исус и го убиваат Стефан и сите други. Да се воздржувате од месо принесено како жртва на идоли. Дали колење на курбани за светци во одредени црковни слави во православието влегува во оваа категорија. Да се воздржувате од месо принесено како жртва на идоли, идолопоклонство, од крв од удавено, од блудство, да не му правите на друг крв удавено и блудство. Блудство, нелицемерно братолюбие, блудница вавилонска, и да не му правите на друг она што не сакате и вам да ви се случи. Тоа е Божиот закон. Се она што ви го прават вам, правете им го и вие. Се она што го правиш на другиот, ќе те снајде тебе. Со каква мерка мериш, со таква ќе ти се мери. Како осудуваш, така ќе ти се суди. Се она што ви го прават вам, правете им го и вие. Така што она што го прават на македонците, во конкретен случај с нашите соседи, ќе им се прави и ним прашање на моментот. Бог суди, јас не ја барам својата слава. Има друг што ја бара.
Отецот на небесата и кој што ќе суди. Значи, ако се воздржувате од месо принесено како жртва на идоли, од крв, од блудство, од удавено и не му го правите на друг она што не сакате и вам да ви се случи. Ако внимавате на ова, добро правите. Бидете здрави, ќе бидете здрави. И бидете во Исус. И така испратените ја дојдоа во Антиохија и кога го собраа народот му го предадоа посланието. Ете така се настанати посланијата. Дај Боже денеска да има посланија, да си пишуваме писма во името на Исус едни на други, не да се мразиме, не да се пизмиме, да излегуваме од царскиот закон на љубовта. А кога го прочитаа, се зарадуваа заради утешниот збор. А кога го прочитаа, се зарадуваа заради утешниот збор. Јуда пак и Сила, кои самите беа пророци, со многу зборови ги утешија браќата и ги подкрепија. Откако престојуваа таму некое време и ги пуштија браќата со мир, мир вам кај оние што ги испратија. Сила одлучи да остане, само Јуда замина. Павле пак и Варнава се задржаа во Антиохија, поучувајќи и благословувајќи го Словото Господово, заедно со мнозина други. По некое време Павле му рече на Варнава да појдеме пак во сите градови каде што го проповедавме Словото Господово, да ги видиме како живеат. Дали ти живееш како Исус? Добро прашање. Ти тврдиш дека си христијанин, осудуваш, не љубиш, завидуваш, лицемерно братолюбие. Дали ти живееш како Исус? Тој е христијанин. И Варнава предложи да ги земе со себе Јован, наречен Марко, но Павле сметаше дека не доликува да го земат со себе оној што се беше оддалечил од нив во Памфилија и не беше пошол по работата за која беа пратени. Пазете сега, несогласување меѓу двајца Христови слуги. Поради тоа дојде до жестока расправија. Значи човек, апостол Павле после вика, не треба да се кара, дојде до жестока расправија. Дали треба да дојде со нив еден брат или не. Така што тие се раздели еден од друг, Варнава, откако го зеде Марко, кој не ја завршил работата, значи не бил добар работник и Павле не сакал да го земе, отлови за Кипар, а Павле па го избра Сила и замина од браќата предаден на Божјата благодат. И минувајќи низ Сирија и Киликија ги утврдуваше црквите. Значи Павле се кара со Варнава, Варнава денеска немаме ништо од него. Од Павле имаме, речи си, поголем дел од Новиот Завет на Светото Писмо. Значи Павле не примал безработник во тимот. Што значи безработник? Си го примил Исус и седиш. Чекаш. Што чекаш? Да дојде Божјото царство. Барајте го царството Божјо. Треба да го бараш, да станиш и да одиш. И секој ви се придаде. Не со пасивност. Да видиме како живеат. Дали имаш дела на љубовта? Дали постапуваш како Исус? Дали љубиш како Исус? Дали? Тој пристигна во Дерва и Листра, Павле, и ете таму живееше некој си ученик по име Тимотеј. Син на јудејка која ја прифати верата и на татко Елин од Македонската империја и царство на Александар Македонецот. Тој ученик беше со добар глас меѓу браќата во Листра и Иконија, ученик Исусов. Ако останеш во неговите слова. Што значи да останеш во словата? Павле посака да го земе со себе. Затоа откако го зеде, го обреза поради јудејците. Значи тој некогаш прави некои работи за да не ги соблазнува другите кои живееја по тие места, зашто сите знаеа дека татко му е Елин, јудејците не се мешале со другите. Не знаете приказната за самарјанинот, избран народ. Избран народ кој го распна Исуса. Интересно, ги знае словата и писмата. И ги уби сите пророци. И додека минуваа низ градовите, тие им порачуваа на верните. Верни. Верни, што значи да си верен на Исус? Да си верен во љубовта, да действуваш во љубовта, да ги љубиш сите, да си верен во Исус. Не љубовта да ја победуваш со љубов, да пазат на одредбите, љуби го својот ближен како самиот себе, определени од апостолите и старешините во Ерусалим преку дух,
поучени во библиската школа на Отецот Небесен по дух и вистина. И немате потреба некој да ве учи, зашто самиот дух ќе ве научи на се што ви е потребно. И така црквите се утврдуваа во верата, не телесно, духовно, а и по број се зголемуваа секој ден. Така тие ги преминаа Фригија и Галатскиот крај, зашто ним не им беше допуштено од Светиот Дух да го проповедаат Словото во Азија. Пазете, Светиот Дух не го пушта Павле да го проповеда Словото во Азија. Видете покорност и послушност. А кога дојдоа во Мизија, не тој што сака, Духот како го води. А кога дојдоа во Мизија, се обидоа да отидат во Витинија, но Духот на Исус не ги пушти. Што да направам денес за Тебе, Господи Исусе Христе, каде да фатам? Не ти што сакаш. Не ти што сакаш, синко човечки. Не ги пушти. И кога ја напуштија Мизија, тие слегоа во Троада и еве ја приказната, претходно го имаме оној дел 15, дела 14. Симон Петар изложи како на Бог најнапред ги посети незнабожците, за да избере од нив народ за неговото име. Народ за неговото име, не за своето име. И еве го тој народ, преку ноќта Павле имаше видение. Видение. Знаете, тоа е меѓу сон и јаве. Знаеш дека си буден. Стоеше пред него еден човек, македонец, кој го молеше и му велеше: дојди, дојди во Македонија и помогни ми. Горе што молеше, горе што кон Отецот: дојди во Македонија и помогни ни. Исусе светол, ти не возлюби. Ноќеска го сонував, македонецот молеше горе што кон Отецот: дојди во Македонија и помогни ни. Исусе светол. Значи, сонував еден сон. Пред мене стоеше, преку ноќта Павле имаше видение. Стоеше пред него еден човек, 16:9 дела, македонец, кој го молеше и му велеше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, вели апостолот Павле, веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи свативме дека Господ, Таткото наш на небесата, не повикал там долу Македонија да го шириме, разгласуваме Светото Евангелие. Слава ти, Татко Небесен, те сакам, Господи Исусе Христе. Зошто е тогаш сето тоа негирање на македонците од сите 4 страни? 5, 6. Какво е тоа негирање? Кој сака да го порекне Божјото Слово дека постојат македонци? И така, откако отпловивме од Троада, стигнавме право во Самотраки, а утредента во Неапол и оттаму во Филипи. Тој е главен град во тој дел на Македонија. Слава ти, Господи Исусе Христе. И римска колонија. Во тој град престојувавме неколку дена, а во саботата излеговме надвор од градот покрај една река, каде што има обичај да се молат, и кога седнавме им зборувавме на насобраните жени. Ете како действува Христов апостол. И една богобојазлива жена од градот Тиатир по име Лидија. Слава ти, Господи Исусе Христе, која продаваше црвени ткаенини, слушаше, и Господ и го отвори срцето. И Господ и го отвори срцето. Да внимава на она што го зборува Павле. Дај Боже, Господе Исусе Христе, да им ги отвори срцата на сите оние што ги слушаат овие слова. На нашите политичари да не крадат, да не лажат, да не го продаваат својот народ за 30 евреници, на нашите соседи да не го негираат македонското име. А кога беше крстена таа и незините домашни, не замоли и рече: ако сте ме признале за верна на Господа, влезете во мојата куќа и престојувајте во неа. И не принуди. Ете ја приказната. Народ ќе избере македонците. А денеска што правите, македонци мои? Дали
се надевате на Исуса, на тебе се надева моите татковци, ти ги избави, во еден псалм. Или се надевате на луѓе и на самите себе. Еднаш кога одевме на молитва, по патот не сретна една слугинка, која имаше гатачки дух. Јас треба да го бранам Евангелието, како апостол Павле. Таа на господарите своим донесуваше големи приходи од гатањето. Имат цркви кои имаат гатачки дух. Знаете, сите пророкуваат. Да ти кажам нешто, да ти кажам ова, да ти кажам. Не треба да ми кажуваш ништо. Духот на мојот отец зборува во моето срце. И одејки по Павле, таа со гатачки дух и другите викаше зборувајќи, овие луѓе се слуги на Севишниот Бог. Тие го навестуваат патот на спасението, таа го знае тоа. Ова го правеше таа многу дни и кога му здодеа на Павле, што значи апостол во сила, тој се сврта и му рече на духот: ти заповедам во името на Исус Христос, ти заповедам во името на Исус Христос, излези од неа, од сите што сега ќе речат те сакам Исусе. Амин. И излезе во истиот час. Слава ти, Господи Исусе Христе. Штом видоа господарите неизини дека пропадна надежта за нивно богатење, сребролюбие најголемо зло, ги фатија Павле и Сила, ги довлечкаа на плоштадот ке началниците. Сатанска збирштина. Лажната синагога, евреи кои не се евреи, кога ги приведоа пред управниците, рекоа: овие луѓе што се јудејци го бунтуваат нашиот град. Лажец, татко на лагата е сатаната. И проповедаат обичаи што нам, како римјани, не ни доликува ни да ги примаме, ниту да ги извршуваме. Римјанин. Вавилонско граѓанско чувство. Тогаш се нафрли на нив народот телесно, а управниците што им ги раскинаа лиштата започнаа да ги тепаат со стапови. Значи Павле го тепаат со стапови во името на Исус, за Исуса и Сила. И откако ги испотепаа многу, ги фрлија во затвор, а на затворскиот стражар му наредија да ги чува добро. А стражарот штом прими таква заповед, ги фрли во повнатрешниот дел од затворот и ножете им ги стегна со клада. Павле и Сила, пазете. На полноќ пак Павле и Сила што правеа? Се молеа: Господе Исусе Христе, Исусе те сакаме, Исусе Христе помогни ми, Исусе ти си ми се. Го славеа Бога: те сакам, татко наш. А затворениците ги слушаа. Одеднаш настана голем потрес, така што и темелите на затворот се поместија и веднаш се отворија сите врати и оковите на сите отпаднаа. И стражарот на затворот, кога дојде при свест и ги виде вратите на затворот отворени, извади меч и сакаше да се убие, зашто помисли дека затворениците избегале. Но Павле викна со силен глас и рече: не задавај си врз себе, синко, никакво зло. Бидејќи сите сме овде. А тој побара светло, истрча и растреперен падна, кога ќе видат луѓето чудо пред нозете на Павле и Сила. Па откако ги изведе надвор, рече: Господари, што треба да направам? Што треба да направам за да се спасам? Добро прашање. Секој да си го постави. Што треба да направам да се спасам? Па да љубиш, синко. Да љубиш. А тие му одговорува: поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш ти и целиот твој дом. Поверувај. Но што значи да се поверува? Верувам и си седам. Да веруваш значи да умре стариот човек. Да одбиваш да живееш како порано. Постојано да се претопуваш во љубовта, да действуваш во љубов, да го победиш злото со добро, да ги љубиш непријателите своји, да ги благословуваш оние што те колнат. И му го проповедаа словото Господово нему и на сите што беа со него во куќата негова. Во истиот час таа ноќ тој ги прими дома, им ги изми раните. Варнес неки студи, но ја се греам, мојот оган, мојот Бог е оган што се горува. Потоа веднаш беше крстен тој самиот и сите негови домашни. Тогаш ги одведе горе во својата куќа, постави трпеза и се зарадува со целиот свој дом, зашто поверува во Бога. Радост, поверува во Бога. Поверува во Исуса. Татко наш, те сакаме, Исусе. Ти благодариме за се. Поверува во Бога. А кога осамна
Војводите пратија судски служители кои рекоа пушти ги оние луѓе. Затворскиот стражар му соопшти за тоа на Павле. Градските судии пратија да ве ослободам, затоа излезете сите и одете си во мир. Но Павле им рече, кој го брани Евангелието, зарем откако нас римски граѓани не биеа пред народот без суд и не фрлија в затвор, сега сакаат тајно да не пуштат. Нека дојдат сами и нека не изведат. Зашто го вели ова? Градските служители им го кажаа тоа на градските судии, а тие се уплашија кога слушнаа дека се тие се римски граѓани. Уште кога би знаеле дека се граѓани на Исуса Христа, дека се жители на Божјото царство небесно. Тие се плашат од световните власти, за да бидат учесници, можеби да се покајат, можеби да дознаат нешто, да се одбрани Евангелието, да се проповеда Евангелието, а тие што ми излегоа од затворот, отидоа во домот на Лидија, ги видоа браќата, ги утешија и си тргнаа. Господе Исусе Христе, ти благодарам за се, за Твојата љубов, за Твојата милост, што ми ги отвори овие слова. Ти благодарам што си не запишал македонците во Божиот катастер, така како не запишуваат во европскиот катастер. Запишани сме во Божиот катастер. Ти благодарам што македонецот те повикал, дојди во Македонија и помогни ни, и денеска го повикувам Твоето име, дојди во Македонија и помогни ни. Отвори им ги очите и ушите на нашите политичари, водачи, пратеници, позиција, опозиција, на нашите соседи, да пребиваме во Твојата љубов, да живееме во Твојата љубов, да го одбраниме Евангелието, да ја одбраниме љубовта, која почнува да се раѓа. Те сакаме, Господи Исусе Христе, во секого од нас, ако го отвориш срцето, ако поверуваш до крај и ако постапуваш како Исус. Амин. Мир вам до Божјо Царство Небесно, армакедонци мои. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е Твое, ти ме создаде од праземна и дух животен духна во мене, по образот Твој ме создаде, жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое, љубовта Твоја ме облега, Твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се